biće teško kada počne rasti. Здраво и добре дојдовте на уште една наша заедничка дружба на Ана и Менки подкаст. Јас сум Ана, мојот драг колега е Менки. Менки, здраво. Здраво, Ана, и здраво на сите оние кои што не гледате, особено здраво на оние кои што не слушате на Spotify, нели официјално одиме и таму, нашиот подкаст може да го слушате. Ми се допаѓа ова како објаснуваш која на која страна, бидејќи за слушателите нели што не слушаат на Spotify. Да, како што кажа Менки, сме достапни на Spotify, така да додека сте во својот автомобил или негде патувате, слободно може да најдете на Spotify, да не пуштите, да не слушате и патувањето да ви стане поинтересно. Токму така, за оваа денешна епизода може да Пред видите... оваа денешна епизода, извини. Така, кратка да најава. прашам нешто. Ајде. Кратка најава, Повели. ама со реклами. Така, како на поетете. емисија. Следува после рекламите. Токму така. Зашто во позадина не имаш ставено мојата песна од Цитал Бамбини? Па види, би ми било задоволство да ја поставам таа песна, ама не сум добил линк да ја слушнам целата, туку само неколку инсерти кои што си ми ги пратила. Добре, еве, важи двете мои песни ќе ти ги пратам, за тие што не знаете, пред да почнам да се занимавам со фотографирање, се занимавам со пеење. Таман сега еден албум ќе ти ставиме. Темата. Ќе ти ставиме еден албум. Таман. Таман со моето Супер. искуство во пишење на музика, правиме албум сега. Значи, таман. Значи, рачунај, ја пеам, ти музика, свириш, правиш, се средуваш. И накрај се разбира еден И- спот ќе ти снимам и тоа е тоа. И после мислам концерти. дека подкастов концерти и таман во позадина не се замараш со музика, знаеш дека нашите Така. песни ќе одат во позадина. И немаме копирајт никаков. Точно. И после наместо Тоа ни е главна Северина, цел за нашиот албум. наместо Северина, тебе ќе те слушаме после. Па реално, јас или Северина, ајде кажи ми Менки. Реално ти. Реално фанпит 3000 денари фанпит на то. Фанпит 3000, вип со флаша 5. И то на Бина випот ќе го качиме на Бина од страна. Седи. После подкасти лайф од Бина ќе правиме. Таман автограми, слики едно друго, може не Се во најдете едно. таму. Во една вечер се може. Слика, автограм, што сакате тоа. Види кај што речете една интересна идеја ми дојде вака во живо дотераме. Ако направиме доволна публика, може да направиме и она наш мрч, што би рекле овие странци, или тоа е наша, знаеш, роба, една чаши со наше лого, маички, знаеш, да не носат луѓе, да сме, ако сме популарни, мислам, ќе се направиме популарни се. Да, сигурно. Зачувајте го сега, зачувајте оваа епизода и пуштете ја за 5 години од сега. Па таман види, може и Тие да што ги, бевте од почетокот со нас, ќе добиете бесплатна чаша. може и да ги искористиме и хејтерите, нели, во Македонија стално имаме хејтери за сена, сега е позитивно така, имаме. да. За секој тенџерче имаме капаче, нели? И сега од Точно. хејтерите ќе направиме чаши со она ги мразам на Менки и Ана, и маички ги мразам Менки и Ана. И од тие ќе ги продаваме и мразам. поскапо. Ги мразам Менки Ана, бидејќи на нивните фотографии не пишува дека е стара фотографијата. Така. Или има многу логоа, има тоа е еден коментар што сум добил, 10 логоа имаш стајно, поќе лого од слика, па сега, ко си можам, нели? Зашда не? Така. Зашда не? Ама ќе бара, тој човек ќе бара чашка од тебе за некоја Па, година. токму Или така маичка, викам. или што и да е. И пак кај мене ќе се врати, нели? Мислам дека треба да се вратиме на денешна наша тема. После ЕПП-то. Како што е после ЕПП-то е најинтересно. Само кај нас испадна ЕПП-о да е најинтересно. Така. Не ни се рамни, никоја телевизија не ни е рамна овде. И ќе продолжиме, нели, со емисијата. Да, ете, како што реков јас, значи да ви дадам еден heads up за тоа што ќе објаснуваме, односно што ќе зборуваме, ќе толкуваме во оваа емисија, во овој подкаст. Извини, морам нешто да те прекинам. Памтам? Во еден рил што го споделивме пред, па има веќе некое време,
Морам да се пофалам за тоа, за коментарот за каналот во Струга, дека имаше неверојатен реч и толку коментари. Пред се имавме коментари на рилот, имавме пораки кои ни стигнаа, исто И така. прегледи, неколку илјади И прегледи, да, така да, тоа морав само и така ми остана во мисла да го споделам, бидејќи заборавив во нашата претходна епизода и сега морав ете така само да го споделам дека луѓето ја сакаат Струга и нема да дозволат такви коментари за нашата најубава Струга. Како Струга нема друга, Тоа е така и сега можеш да... цели 2564 прегледи имаме на тој рил, што нели како за почеток е доволно голема бројка. И по трет пат, значи можам да ви најавам што ќе зборуваме во оваа епизода, а тоа е токму личната фотографија или она за кое што ете јас малце помалку од тебе, а ти си малку повеќе од мене специјалист во тоа. Тоа е твое поле, значи. Така имаш многу прекрасни слики од Струга, и нели една од нив ти омилена. Не дека ми кажеш, знаев и без да ми кажеш, таа снежната од Струга ти омилена. Дефинитивно. И значи ќе ви дадеме... Тој што не ја видел, ќе ја види. Ете, може. Еве. За оние што не слушате, значи... Тоа е една слика моментално. А за тие што не слушате, слободно испратете ми порака, ќе ви ја пратам. Така, тоа се работи за една слика од Струга покрај... Мислам дека на устието на реката Цендриме тоа. Еден човек како што се шета во уште додека врни снег. И е во една таква интересна атмосфера и самата слика има свое чувство дава кога ја гледаме. И ете може да ни дадеш, баш ајде се штом веќе се пофали со фотографијата, дали можеш да ни кажеш како изгледаше од позади камерата? Како си помина ти во тој момент? Како си поминав јас во тој момент? Искрено бев надежна дека нема да паѓа толку многу снег и дека ќе имам многу повеќе време за уште подобри фотографии, меѓутоа се излажав. Буквално бев жива вода, апаратот ми беше жива вода, но најбитно е дека се исплатеше. Значи јас кога ги видов зимските фотографии, посебно оваа што ви ја покажав, а вие слушатели слободно може да ми сконтактирате да ви ја пратам фотографијата. Морам навистина да се пофалам сама дека навистина фотографиите многу ми се допадна. Одма ги споделив, чим ги подсредив малце. Се разбира. И фидбекот беше многу добар, што ми беше навистина многу мило и едноставно се исплатеше, значи целиот тој труд и не ми е криво што бев жива вода, него баш супер си поминав искрено и стрит фотографија ми е дефинитивно умилен за фотографирање, бидејќи сакам да го доловам моментот, да не е само пейсаж како пейсаж, него сакам да има баш моментот, нешто ми фатило око, точно, приказна. И затоа оваа фотографија на вистина стварно ми се допаѓа многу и мило ми е што ја споделив со вас ете така. Во најкратки црти, да не должам многу. Бидејќи кога должам, еве, наша емисија отиде на Сител Бомбини, отиде на концерти, на албуми, на Северина, на... Така да, тоа е во најкратки црти за стрит фотографија, бидејќи стварно дефинитивно ми е омилено за фотографирање, како што кажав. Еве, Менки може да се надоврзе така, на слободно. Така може. А тоа ако не грешам, ете сега уште нешто само за таа фотографија ставаме, тоа ако не грешам еден ден после Водици сликано. Да. Дали, на Водици немавме снег за некоја среќа, ајде да речам, че ни утежнеше многу во работата, а баш дента после тоа се погоди да има такво време, односно не време како што имаше токму тогаш. Не се да се надоврзиме за тоа. Добро. Кажи слободно. Сакам само да споделам дека снегот одма се стопи. Мене ми беше многу чудно, бидејќи навистина доволно, као стварно многу наврна. И утре дента веќе немаше, па можам да кажам дека стварно 90% беше стопен снегот, што беше многу чудно. Ама ми е многу мило ете што баш тој ден бев во Струга и онака баш се изнасликав и
Потоа исто така ги имав споделувано фотографиите малце подоцна, дури едно споделив сега пред некој ден, во знак на добре дојде пролет с Богом зима и нормално имав коментари. Кога наврна волку снег? Ова не е од вчера, ова не е од денес. А зашто е слика фотографијава со толку снег? А имаше еден коментар, зарем волку наврна снег сега во Струга? Толку од мене, Менки, повели. Ништо и не ме чуди, секој таков коментар тука е за очекување. Споделив ми искуства со коментари во некоја претходна епизода. Сега што можеме јас да се пак по четврти пат се надоврзувам ја, никако да се надоврзам во тоа што сакам да го кажам. А тоа е токму... Види во минатите епизоди ти повеќе зборуваше, сега морав малце јас, така, знаеш, малку да сме баланс, 50-50. така, баланс да направиме. Повели, еве, сега the stage is yours. Неколку така едноставни и брзи, да речем, совети за тоа. Или да, мислам, може да споделуваме и наши искуства, нели? Такви приказни може да раскажуваме ние. Цела ноќ сега може да си направиме една епизода од 3 сати, така? Може да раскажуваме разни приказни. Сме сликали и во луѓе, и меѓу луѓе, и концерти, и што веќе не. Но за уличната фотографија, значи, не треба да бидиме центар на внимание. Ако, пример, кога сликаме свадба или нешто друго, нели сите се вртат кон нас да ги сликаме, па тоа е малку различно, не е токму така во уличната фотографија. Тука, особено, види, некој пат сега се случуваат и проблеми да се имаме кога сликаме така рандомно луѓе, бидејќи не секој сака да се слика, тоест некој да го слика. Да. Што ете, пример, мене да ме сликат некој, јас сум окей со тоа, ами има луѓе кои што не сакат, иако е законски легално, значи се ете да кажем и тоа. Законски е легално ние да сликаме на јавно место луѓе, така, бидејќи со тоа што самите излегле на јавно место тие даваат секакви такви дозволи за да бидат сликани, гледани, ти реков ми рече. Но сепак се случуваат некогаш и непосакувани ситуации каде што не вреди да си уризикуваме нашето здравје, нели овде на Балканот ние најчесто правдата си ја земаме во своји раце, па каде што има сила нема правдини и така може да се случат некои работи кои што ние како фотографи сакаме да ги избегнеме, бидејќи прво скапи ни се опремите, па не вреди нешто, а немаме осигурање за нив, не вреди тоа да се случи нешто на опремата. А второ се разбира за нашето лично здравје. И трето што може ете еден совет, значи не мора толку да сме јавни кога сликаме, не мора да се облекуваме така во некој дреч бој. Едноставно да се вклопиме во самата средина, да бидеме ете како сенка да бидеме. И некогаш ете може и да сликаме, пример, ете тој интересен совет. Нели новите апарати и камери, конкретно апарати, имаат екранчиња кои што им се отвораат, нели се вртат во сите страни. Е така интересно некој пат да го ставиме апаратот, примерно на што е нели страп имаме да го ставиме на околу врат, да сме како туристи. И интересно е да сликаме од една таа пониска положба, каде што ние може да гледаме на екранчето тука долу, што сликаме, или ете некои апарати можат и од телефон да ги следиме и да сликаме од телефон, и така нели не му паѓаме толку во очи на луѓето. Заш едно е нели кој ќе земиме камерата и кој ќе ставиме на око и кој ќе нишаниме на некој така како снајперисти, нешите се чувствуваат по-непријатно и загрозено приватно, ете да речам. А друго е кога ете рандомно така си гледаме во телефонот, нели тоа е сосема нормално, сите кои што ги гледаме по улица, но 80% гледаат во своите паметни телефони. И така ќе сме и ние како сите и нема да имаме никакви проблеми со тоа што си го правиме. Исто така еден ете добар совет што можам да кажам што ми текна во моментов е тоа, значи не мора да ги гледаме оние луѓе кои што сакаме да ги сликаме, конкретно ова ако сликаме рандом луѓе на улица, не мора да ги гледаме во очи многу долг временски период и ако сакаме да ги сликаме, бидејќи што повеќе зјапаш во некого, толку повеќе нели му правиш и не му толку полесно е да те забележи, значи му правиш пак како што реков да биде загрозен по својата приватност и затоа може значи ние да си гледаме на една страна, а пак да го сликаме тоа што сакаме на друга страна. Од тука ако немаш ништо да кажеш, имам уште еден совет.
кој што Имам да кажам. па слободно, ајде, јас ќе си го почувам. Прво ти кажи, па јас ќе кажам. Па тогаш фала ти и уште еден совет кој што произлезе од тоа, нели имаме различни објективи, како што кажав во претходните неколку реченици што ги реков, нели нашата опрема е скапа, тоа е бидејќи покрај апаратот што го носиме, ние носиме уште една торба само со објективи, кои што се наменети за разни работи, нели знаеш од искуството твое за водици. Значи имаме разни објективи, разни должини кои што ги користиме за блиску, за далеку, за големи објекти, за мали, за портрети и така натаму. Значи може да користиме некои објективи кои што се малку подолги и со мануелен фокус да речиме, за нашата фотографија одма да ја сликаме, значи не чекаме сега да фокусира апаратот, па да се намести тој со осветлување, со сите тие подешавки кои што ги има самиот апарат, туку само едноставно сликаме и надалеку, тоа е предно што, ете, кога зумираме, многу попрактично е да направиме слика која што и човекот не ја очекува, и нели поубави се оние фотографии кои што се спонтани. А кога некој ќе ни се намести, тоа е значи еден обичен портрет, штом не погледне, штом ни се насмевне, тој ќе биде како еден обичен портрет кој што го има. А така како што викаш ти, се додаваат приказни во самата слика и чувства, зависи од тоа каква е фотографијата, може да биде повеќе во боја, помалку црно-бела, како твојата ете така со снег, да биде малку посива фотографија, нели во снег. Ама нели во снег сега такво е времето, каде што немаме синило на небото, немаме, тука е некоја ете драматична, ете да кажам, средина. И тоа ќе го добиеме ако користиме пример зум. Нели сите си управат онака како што си имаат замислено пред да не видат нас со камерата кај што ќе му дојдеме в лице, ако користиме некој широк објектив, нели треба да му застаниме пред него за да го сликаме, и така баш непријатно ќе ни се насмевне и може да имаме разни последици од тоа што сме го направиле. Па во најлош случај и сликата да избришиме, што ете мене лично не ми се десило тоа. А се надевам ни тебе не ти се случило такво искуство. Да. Прво, зашто, извини што ќе те прекинам, зашто кажав тоа во поја, бидејќи јас знаеш и во не знам која епизода беше, потенциравме дека јас сум повеќе по боите, а ти не сакаш баш толку многу, конкретно за сината. Така, затоа ја спомнав, во небото не е толку сино. Да. Втора работа секогаш ќе бирам, значи ако треба да одберам фотографија, сега конкретно е ти да ме сликаш мене, да ти кажам, мен ќе те молам направиме неколку фотографии, секогаш ќе бирам спонтани фотографии, бидејќи кога ќе се наместиш не е тоа, затоа и почнавме да разговараме за стрит фотографи денес. Многу е друго кога пример ќе ми направиш дека спонтана, тие не знам, многу е поубаво од секој аспект, бидејќи е спонтана, бидејќи ти си заклучил, си рекол, чекај, ова е добар момент за добра фотографија. А вака секој може, нели, ќе застанеш, ќе позираш, па не се допаѓам вака, па чекај, па вака, па да подзастанам, а спонтано е спонтано. Па на оваа слика сум замижал, па чекај да уште еднаш, па не бил убаво светлото и тоа така. Убаво викаш дека кога имаме некој така природно издание, е природна и самата слика накрај за гледање. Ако е толку вештачка, тоа е исто како и во студио, да си била ете на сликање, па во студио се знаат какви слики се истават, или како да си пошол онаму за пасош и ваѓање и таму да те сликаат, тоа е една таква фотографија. Да, и нема потреба толку многу филтери и такви работи, нека биде сликата каква што е, да, ќе додадеш боја и такви работи, меѓутоа не треба да се менува описот на ликот. Така, тоа е некој лесен едит, на денешница, особено сега со сите AI помош кои што на брзина ете така се истакнуваат и во тоа промени на лица, може многу лесно со 2-3 клика, значи на телефон може да се направат такви тешки манипулации кои што за жал ги гледаме многу често. Затоа може да зборуваме во некој наредно видео, нели тоа е интересна тема. Како AI-то навлезе во фотографијата, макар што ние и ретко го користиме тоа, бидејќи како што кажа, користиме само некој лесен едит и тоа е тоа. Да. Особено и за landscape, како што сликаме ние, значи нема потреба од промени на лица.
Значи ова епизода треба да се нарече надоврзувањата на Менки, бидејќи јас само се надоврзувам, а пак ништо не кажувам, значи на сам крај. И ете, уште еден совет кој што произлезе од едно моје искуство во Охрид, каде што баш токму ова го работев, токму стрит фотографија, нели, како што знаеш, имам на мојот вебсайт имам еден дел каде што е приказни со Менки или јас правам Менки ревјус. И во тој момент, нели, го имав еднаш и твојот апарат го имав на тест и напишав една рецензија. Кажи, добро, така. Супер. Значи надоврзувањата на Менки, ете ги пак. И таа недела имав на рецензија еден така интересен апарат, тоа е еден модел на Canon кој што сигурно знаеш порано пред мобилните, сите имавме едни апаратчиња, джебни апаратчиња кои што ги носевме секаде со нас. Ето е еден токму таков апарат и сега бев на еден паркинг во Охрид, тоа е на улица така покрај езерото, може така да кажам, и забележав едно убаво возило, тоа беше едно Порше, еден джип Порше, така во црвена боја, и се нормално како, ете, мене би беше само за тест на апаратот и покрај тоа што си убава кола. Си убава кола, ретко ја гледаме во, ајде да речем, во околината на Струга и Охрид. И нормално ете направив една слика од тоа, баш да видим апаратот како ќе се однесува со црвената боја, бидејќи не знам колку знаете, ама најчесто црвената е многу дреч боја која што на сензорите од апаратот многу сатурирано се појавува. И затоа кога сликаме некоја улица, пример, ако има стоп знак некаде, знаеш многу дречи тоа дека црвено. Така се рефлектира таа боја. И баш додека го сликав тоа се погоди тука и собственичката. Се надевам беше собственичка на тоа возило, која што е така ме застане и ме праша зошто го сликаш возилот. Се не дека имав јас некоја причина да речем, не дека сум ја од полиција да па лошо се паркирал и сега ќе удрам некоја казна па ја сликам. Него баш тоа и реков, само правам еден тест на апаратот, не дека е нешто за професионална потреба и се разбира убава кола, нели? Оно што ни се допаѓа го сликаме, сепак тоа е јавно место. Како што реков, со улична фотографија се случува. И ете, за среќа, помина тоа во многу добар тек. И затоа викам што помалку не забележуваат додека тоа го правиме, тоа подобро. Особено ајде тоа во нашата држава, некогаш може би ќе одиме во странство, некогаш ќе одиме на непознат терен. Мислам тоа е убаво предност ако изгледаме како туристи, знам дека јас во моментот си бев со едно шеширче, па баш така како турист изгледав. Да, ти баш си бил како турист. Така, едно ранче имав на мене, едно шеширче и така си шетав. Што значи можев и на друг јазик да се обратам, па тама немаше да имаме никаков проблем. А тоа е како што е. А сепак ете тоа викам, друго е ако одиме како фотографија, ако на нас имаме една идентификација, ако имаме акредитација дека сме фотографи, тоаш проследуваме на повеќе прашања зошто сликаш, кај ќе ги употребиш сликите, дали ќе ги принташ, кај ќе ги објавиш, ама сакам, ама не сакам и така натаму. Да не должам многу, бидејќи знам имаш пак нешто да кажеш, сама не сакаш да ме прекинеш. За некој чудо не, мислам дека си што имав да кажам за оваа епизода, си го кажав, целта ми е исполнета, сега веќе размислувам за наредната епизода. Епе, споделивме разни искуства, малку јас, малку ти, повеќе јас него ти. Ама ете, да имам еден баланс малку во тоа, а ова беше надоврзување со Менки, значи, тоа е сигурно ќе биде тоа името на овај подкаст, тоест не на оваа епизода, сега да не ме сватите погрешно. Мислам дека може да привршуваме полека, ви дадовме многу интересни совети, многу интересни наши случки споделивме. Особено со мојата последна, значи треба да изгледате како туристи. Мислам дека тоа е најдобро што може да го направите кога правите едни вакви кандид фотографии. Да не должиме повеќе, мислам дека оние кои што не следите, тоест не слушате на Spotify, може тука да направите follow на оваа плейлиста, оние кои што сте на YouTube може да дадете еден лайк, еден subscribe, да го пуштите звончето за нотификации, да добивате нотификации за сите наши наредни епизоди. Исто така може и да ни оставите еден коментар доколку сакате да прашате нешто, сакате да споделите нешто, сакате да ни дадете тема за разговор, повели.
Ако не слушате на Spotify и ако сакате да не заследите на Spotify, не го правете тоа додека возите, него кога ќе застанете, кажете си, леле колку добар подкаст слушав додека возев, сега ќе ги заследам. Тоа сакав само да споделам. Така, значи, бидете предпазливи за вас и за оние кои што се околу вас. Јас немам што повеќе да кажам, освен топли поздрави до нашите гледачи, воедно и само слушатели. Фала многу што бевте и уште... Чекај. Фала многу што бевте со нас и ова наша заедничка дружба и епизода. Се гледаме во наредната. Имајте убава вечер. Чао, чао.